Да, гостин како што најави во студио 10 е господинот Стојанче Ангелов, директор на дирекцијата за заштита и спасување. Ангелов, благодарам што прифативте да ни ја опишете состојбата и превенцијата која што нели ќе реализираат институциите со цел да немаме толку многу пожари како минатото, меѓутоа и претходните години. Благодарам за можноста. Така. Еве, знаеме пред неколку дена имаше пожар во Визбегово, во склад за отпад, истиот собственик како што истакна институциите на друга локација, меѓутоа во Визбегово исто така имаше пожар, пламени јазици. Како превентива, како што кажав и на почетокот, колку институциите ќе бидат подготвени ова лето да одговараат на ваквите предизвици? Институциите и сега и во идниот период се ќе бидат максимално подготвени во согласно со суровата македонска реалност, која што и одликува тоа што немаме доволен број на ресурси, но она што го имаме како држава е потполно ставено во функција и е подготвено за борба против огнената стихија, која што очекувам да започне некаде крајот на јуни или почетокот на јули, но и во секој момент може да се случи некој тежок индустријски во наводници пожар, затоа што сведоци сме последните години се случија неколку пожари во Тетовско, во Скопје, покрај депонии, неколку фабрики со хемиски материјали или магацини во кои што се чуваа поголема количина на бои лакови, но и многу други лесно запаливи, лесно горливи и штетни материи кои што создават и силно загадување, па и опасно за околното население. Рековте, тоа е македонската реалност, немаме доволно ресурси, меѓутоа дали сметате дека ако не минатата, можеби изминативе години, институциите потврдија можеби во некои сегменти да имаме толку голем број на пожари и на отворено и на затворено? Па ќе направам споредба со Грција, која што е далеку помокна држава од Македонија, која што има далеку повеќе ресурси, исто така и Турција, кои што секоја година мака мачат со пожарите и безмалку секоја година бараат меѓународна помош. Иако се многу помокни, имаат многу повеќе ресурси. Сепак, бројот на пожари кои што се секојдневие во текот на летниот период е огромен и веруете дека е невозможно да имате онолку капацитет колку што се очекува од пожари, бидејќи да се одржува еден цел систем за тие месец и пол до 2 месеци е многу скапо за државата. Зборам за професионални пожарникари, поради што е мојот фокус како директор на дирекцијата, но и претходно кога бев во ЦУК, го ставам и врз развој на доброволното пожарникарство, бидејќи во текот на летото има доволно храбри луѓе, би рекол и со соодветно искуство низ нашите доброволни противпожарни друштва, кои што можеме да ги ангажираме, кои што се и поевтини, а би рекол и одлично мотивирани, за нив е предизвик да се гасат шумските пожари. И се надевам дека ова лето ќе има можност како директор на ДЗС и како раководител на главниот штаб за управување со кризи да вклучам поголем број од нив во гаснењето на пожарите, бидејќи, како што веќе реков, се и поевтини, но и исклучително мотивирани и искусни. Да. Оно што е специфично во нашата земја, за разлика од овие земји кои што ги напоменавте, Грција и Турција, тamo многу има и шумски пожари, меѓутоа кај нас за жал горат индустријски објекти, диви депонии кои што институциите потврдија дека се намерно запалени. Дали тука, кога реков превенција, треба да има поголема превенција во однос на контрола? Секој отпад, секоја депонија генерално припаѓа во некое јавно предпријатие. Ако е во Скопје, ако зборуваме за Дрисла, Вардариште, има своја управа. Так. Вардариште не е депонија, таму се работи само на еден дел. депонија која што така. Но веќе таму се направени значајни промени од страна на градоначалникот Орци Ѓорѓевски. Вардариште веќе се уредува и мислам дека ова лето таму нема да се соочуваме со вакви проблеми, но повторно една група на луѓе кои што живеат на самата депонија предизвика пожар пред 10 дена, можеби и нешто повеќе. Така што се работи на превенција, но јас имам многу голема доверба во граѓаните, апелирам до граѓаните секогаш кога ќе имат одредена информација дека некој можеби намерно сака да подметне пожар во некоја депонија, бидејќи дел од пожарите се повеќе од сигурно намерно подметнати, а тоа е многу тешко да се докаже, но имам информации дека се намерно подметнати,
за истото да ги информираат надлежните институции, почнувајќи од МВР, бројот 112, нека се јават директно кај мене, но дел од пожарите на депониите, на отпадите настануваат сами од себе поради спорувањата кои што таму се јавуваат, но верувам дека управата на сите овие депонии, сега не зборувам за дивите депонии, тие се сосем друг проблем, но тие се и помали, но овие депонии кои што се, како депонијата кај Охрид, која што се пали од Охрид кога се движи кон Ресен, заборев како се викаше селото или самата депонија, Буково, мислам дека беше, каде што секој лето имаме пожарина од страна на градоначалникот, беше направено засејување со микроорганизми, еден нов метод, кој што се надевам дека ќе даде резултати, и се прават и други обиди на затрупување на оној дел кој што е достапен, но повторно оному каде што имаме институции, апелирам до институциите да водат грижа и превентивна и да бидат подготвени доколку се појави пожар за брза реакција, бидејќи колку побрзо се започне со гасење на пожарот, толку полесно истиот ќе биде совладан, затоа што ако дојде до разгорување, може да ни се случи она што ни се случи со Вардариште или со Дрисла, подземно гас горење, кога огнот едноставно не може да се изгасне, бидејќи се создаваат хемиски процеси длабоко во внатрешноста, можеби и десетици метри, зависи колку е длабоко ѓубриштето, отпадот кој што е нафрла на депонијата, и тоа е исклучително тешко да се изгасне. Ние во Дрисла пожарот го изгаснавме со затрупување. И покри сите обиди кои што ги направивме од земја, со храбрите скопски пожарникари, со истурање на огромна количина на вода и пена, па дури експериментиравме со ер-тракторите, бидејќи надвор од населено место беше безбедно да се употребат ер-трактори. Фрлавме, би рекол, смеса со појачена пена, но ефектот беше никаков, поради што на крај пожарот целосно беше изгаснат со затрупување, а тоа го направивме на Вардариште. Да. Која е најголемата лекција вие лично што ја научивте од претходните пожари, од ланските пожари, да речем? Па, мислам дека лани не научив ништо, бидејќи се што видов знаев од претходно. Да подсетам дека 4 лета ги координирам гаснењата на пожарите. Се разбира се командуваат локалните командири на противпожарните единици. Мојата улога беше преку главниот штаб, значи како штаб да правиме приоритетна листа каде ќе бидат употребени државните ресурси. Овде пред се ер-тракторите на дирекцијата, хеликоптерите на полицијата и на армијата, но и републичките сили, но ние генерално користевме, би рекол, помал број на доброволни пожарникари кои што имаат склучен договор со дирекцијата и се дел од нашите тимови за брз одговор. И можеби првата година можам да кажам дека некои работи можев да ги видам и да ги научам. Ги имам детектирано, сега зборувам јас лично, бидејќи имам претходно, знаете, и одредено искуство полициските единици. Но еден од проблемите кои што организацијски е самото командување и тактиката на гастење на пожари, бидејќи понекогаш ние каскавме зад пожарите. Тоа може да го видам и порано, но сепак тоа е пред се обврска на локалните командири, затоа и треба да бидат квалитетни пожарникари, кои што имат соодветна обука од аспект на тактика на гасење. Пожарот не се гаси само со истурање на вода. Знаете, понекогаш кога гори по голема површина, треба однапред да направите план каде ќе се гаси со возила, каде со авиони, хеликоптери, каде ќе се направи пресек, односно чистење на вегетацијата и каде што пожарникарите, доброволците, па можеби локалното население или други лица кои што учествуваат во гасењето на пожарите, знаете дека секој лето користиме припадници на полицијата и армијата, истото ќе го пресретнат. Значајно да напоменаме дека во однос на минатите години на располагање ги имаме специјалните возила на дирекцијата, и тоа 23 Пинсгауери, 15 БТРи и 5 Хермелини, кои што иако во јавноста предизвикаа контраверза поради нивната старост, сепак се функционални, без малку сите, моментално се во добра состојба и верувам дека летото ќе го пречекат и работиме на замена на гумите на овие возила, онаму каде што тоа е неопходно, ќе бидат пумпите сите се исправни, ќе бидат во одлична кондиција, за да се движат онаму каде што обичните возила не можат да се движат. Дали ги имате мапирано како институцијата ваша, меѓутоа и во координација со другите институции, критичните жаришта? Ова е, би рекол, прашање на кое што не може да се даде
прецизен одговор, односно јас можам да ви дадам прецизен одговор и гледачите да бидат задоволни, но суровата македонска реалност се сосем поинаква, затоа што пожар може да избувне оному каде што параметрите тоа не го покажуваат. Основна алатка која што ја користиме за детектирање на опасноста од појава на пожари на отворен простор и шумски пожари е Маквисот, кој што е алатка која што се наоѓа во ЦУК. Тоа е јапонска донација преку проектот JICA. Минатата година, конкретно овој месец, минатиот мај, бев со раководителот на секторот за аналитика од Центарот за управување со кризи во посета на Јапонија, на нивната агенција за меѓународна соработка, при што обезбедивме дополнителни сателитски податоци, така што ние во реал тајм, односно во реално време, ја гледаме сувоста на вегетацијата, која што е еден од основните показатели каде ризикот е поголем. И најпрво во текот на јуни, веќе во јули, најпрво пожолтува, потоа станува црвена на мапата, на картата на Македонија, Источна Македонија, Централна Македонија и јужниот дел, кон Гевгелија, Дојран, каде што генерално започнат пожарите, а постепено потоа, веќе колку се движиме кон август, пожолтува и подцрвенува и дел од западниот дел на државата, каде што имаме високи планини, каде што температурата е пониска, има и повеќе врнежи. И тоа е нашата основна алатка, според која што ние проценуваме каде се најголеми ризиците. Но ќе повторам, некој злонамерник или некој криминалец, кој што од криминални мотиви сака да предизвика пожар, може да запали пожар онаму каде што, како што веќе реков, индикаторите не покажуваат зголемена опасност. Така, како во Скопска Црна Гора што беше? Во Скопска Црна Гора еден од екстремните примери, би издвоил само еден од мотивите. Забележавме дека дел од пожарите беа предизвикани на места каде што шумата претходно опустошена, односно дивите дрвосечачи ја сечат шумата, а потоа го палат местото за да ги сокријат трагите од кривичното дело, противправна сеча, но овде ќе ги пофалам Национални шуми, конкретно заменикот директор Кири Михилов, кој што е постојано на терен и со шумската полиција, но и со МВР, и во последните, би рекол, 2 години, значи со формирањето на оваа влада, паднаа многу, условно да кажам, банди на дрвократци, кои што пустошеа насекаде низ државата. Но тоа е мотив повеќе за нив да предизвикаат пожари за да ги прикриват кривичните дела. Така. Колку според вас инспекцијските контроли во овие ризични места се, да речеме, превентива број 1 да се намалат ваквите ризици од пожари? Примерот е со Вардариште, каде што доколку немаше постојана контрола од полициските единици со дронови, меѓутоа и со физичко присуство, можеби септември и октомври ќе имавме таму пожари. Тука проблемот е комплексен. Морам да бидам внимателен како ќе се изразувам, бидејќи Комисијата за дискриминација ме предупреди со тоа што се изјаснив за етничка припадност. Има таму една група на луѓе кои што живеат во Вардариште, кои што палат кабли, друг отпад во нивните дворови, бидејќи живеат на Вардариште. Кога ние како држава на нив би понудили да се сместат во елитен хотел, тие нема да прифатат, бидејќи таму и одговара. Еден дел од нив се далеко од тоа дека се социјални случаи, бидејќи од оние информации кои што ги имам, има таму и добростоечки семејства кои што добар бизнис прават со отпадот и со палењето на отпад, но тие од бизнис интерес предизвикуваат пожар, односно палат кабли и други отпадни материи за да го извадат металот, најчесто бакар или друг тип на метал, и при тоа ја подпалуваат самата депонија, бидејќи тие во суштина, за да граѓаните имат представа, палат врз депонијата, врз отпадот. И мислам дека овде улогата на МВР беше голема. Минатата година имавме протести, знаете, подолго време од локални жители и имавме разговори со нив, преговори. Излегува со еден добар дел од барањата беа разумни, издржани барања, излеговме како влада во пресеп на нивните барања и проблемот беше надминат. Сега очекувам дека градоначалникот Орцо Ѓурѓевски благовремено ќе го надмине овој проблем, бидејќи забрзано се работи на Вардариште на отстранување на ваквите опасности. Кога го спомнавте првиот човек на град Скопје, Орцо Ѓурѓевски, тој кажа дека треба да се затвори фирмата која што практично и лани имаше пожар во незиниот склад за отпад, меѓутоа и годинава пред неколку дена. Зборуваме за пожарот во Визбегово, односно така, за кој што јавија најпрво дека во Шутка.
Да, тука веќе институции неколку преземат активности, но не би можел повеќе од тоа да кажам. Ќе добиете, верувам, следниот период официјални информации, бидејќи тоа е недозволиво. Вие кога имате еден отпад кој што е високо ризичен од аспект на запаливост, на пожар, се пали редовно секоја година, можеби по неколку пати, а внатре имате купишта отпад кој што потоа е многу тешко да се изгасне. Знаете колку право се изнамачија пожарникарите, потоа тешко се гаси со вода таков тип на отпад, каде што меѓу другото имате и школки од автомобили, крупен отпад и така натака. Мислам дека дури центарот на градот и периферијата мирисаше За страшно жал, вчера да, од за жал, да, тој... како што беше во пресред на локалните избори со Вардариште, со исто отпад во Шутка, но и Дрисла, нешто за што јас се сомневав дека е злонамерно и дека можеби мотивите се дури политички, бидејќи одеднашка во септември, втора половина на септември беа овие пожари, пожарот во Трубарево, одеднашка вие како да беа синхронизирани пожарите. Еве да оставиме една мала можност тоа да било случајно, но јас верувам дека тие пожари беа намерно подметнати, бидејќи на Дрислан во неколку наврати пожарот беше изгаснат на нула и повторно се палеше одеднаш цела линија, што е атипично однесување. Тој кога почнува палењето, кога се запалува една точка, можеби неколку квадратни метри, потоа се шири концентрично или во зависност од теренот во една во друга насока. Ако вие начекате линија од 50 метри, права линија со оган како гори, тоа оди во прилог на тоа дека можеби некој историл шише бензин или друга запалива течност и потоа ја запалил. Да. Таа ги пали гасовите и потоа страда цело Скопје, бидејќи цело Скопје ги дишеше тие отрови, би рекол, штетни материи. Ја спомнавте депонијата Дрисла, вие бевте таму, лично новинарските екипи нема можност да го посетат, да ја посетат оваа локација, меѓутоа во неколку наврати институциите кажаа дека не е доволно граден и заштитена депонијата Дрисла, па поради тоа има можност некој да ги подпалува овие ризични точки на депонијата. Дали има некоја промена од ланската до сегашнава ситуација во однос на поголема заштита на оваа депонија од некој што сака да ја запали? Вие поставувате прашање како чесен новинар, а јас сега ќе ви поставам контрапрашање како поранешен полицаец. Мора некој да влезе од надвор за да предизвика пожар? Дали тоа може некој од вработените да го направи? Секако, постојат повеќе опции. Така. Знаете колку вработени има, со каква политичка припадност бе и така натака, но ова прашање треба сепак да се упати до градот Скопје, бидејќи оваа депонија во надлежност на градот Скопје и ги немам овие информации, по правило не би ни требало да ги имам, ние имаме премногу депонии, не е моја работа да се занимавам, бидејќи општо, значи веќе сите граѓани знаат за опасноста од депониите и сметам дека ако свесноста кај граѓаните е на високо ниво, тогаш воопшто не треба да зборуваме за свесноста на оние кои што директоруваат со овие јавни предпријатија, но и градоначалниците, по чија што надлежно се овие депонии во секој, безмалку во секој град. Да. Во однос на опремата на дирекцијата за заштита и спасување, кажавте најголем проблем е суровата реалност што немаме доволно ресурси, меѓутоа со какви ресурси располага вашата институција? Ресурси никогаш ќе нема доволно и кога ќе има повеќе, повторно ќе треба повеќе. Но оваа година, за разлика од минатите, ќе имаме 3 исправни ертрактори, кои што едниот е во Скопје, другиот ќе се врати во секој момент, третиот ќе биде благовремено вратен во текот на мај. Имаме во овој момент 5 пилоти, постои можност еден од пилотите да напушти, бидејќи има добиено понуда повеќе кратно повисока плата да добие во странство, но воедно разговарам со неколку други пилоти. Како и да оваа лето имаме и авиони и пилоти за ертракторите, воедно ја пистата на некои места каде што полетува ертракторите имаше дупки со користењето, пистата е средени се условите за пилотите се драстично подобрени, така што авиоделението би рекол е во добра кондиција. Исто така овие специјални возила во моментот работам на изноѓање на возачи за нив. Ние ја имаме онаа варијанта со специјалците или припадниците на полицијата, армијата, кои што се одлични возачи, со одлична обука и огромно искуство. Но разгледуваме и друга варијанта, така што ќе бидат 40 на возила исправни и подготвени за дејство. Освен нив имаме други типови на возила, како што е Амарок тип на противпожарно возило,
но генерално важно е дека се тоа кое што го имаме како дирекција ќе биде ставено во функција. Еве, како прв човек на дирекцијата, што конкретно им порачувате на граѓаните? Дали да стравуваат од нова сезона на големи пожари и загаден воздух? Секако дека ќе имаме сезона на пожари, тоа е известно. За жал ќе имаме и ние, и Србија, и Босна, и Црна Гора, и Грција, и Албанија, и Турција, и така натака, и Шпанија. Но јас еден обичен апел до обичните граѓани кои што имат викендици или куќи по старите села каде што нема многу жители, апелирам до нив да си искосат тревата по можност да копнат неколку метра околу викендиците или со мотокултиватор да изорат или да изнемат некого или со трактор, односно да нема вегетација околу куќите и викендиците. Во случај да се случи пожар на отворен простор, околината ако е тревната, огнот да не дојде до вратата. Ако живеат луѓе во некоја куќа, невозможно огнот од надвор да влезе во куќата. Нели обично порано како било во дворот чувале кокошки, дворот земјата била малтене ко бетон, изгазена тврда и огнот не можел туку така да помине преку дворот. Треба да има некој страшен ветер и голема вегетација. Доколку имат некое дрво во непосредна близина, нека ги искастат гранките или нека ја разгледат можноста да го исечат дрвото, бидејќи постои можност да биде зафатено, да падне врз кровната конструкција и да ја запали. Ова е еден обичен апел до мнозинството граѓани и благовремено пријавување, бидејќи раната дојава ни е многу важна. Ние имаме различни начини на дознавање за пожари, но ги охрабрувам граѓаните доколку забележат чат да се јават на бројот 112, ако при тоа тие сметаат дека од другата страна вработените не биле доволно љубезни и не ја примиле нивната пријава, тоа е можеби затоа што веќе се јавиле претходно неколку луѓе, понекогаш се случува еден пожар да го пријават по 20-30 луѓе. Особено кога е видлив од автопат или од некој друг пат, кој како минува и пријавува, но тоа не треба граѓаните да ги обесхрабрува, но ако не биде примена комплетно нивната пријава, да не мисля дека некој од таму ги откачил во наводници туку, дека веќе претходно пожарот е пријавен. Да, секој од нас треба да придонесе да се заштитиме самите себе, меѓутоа и да заштитиме околината од пожари. Бидејќи немаме време, ме предупредивте за времето, имам уште многу да зборувам нова тема, но ова студио било секогаш отворено. Јас изразувам голема благодарност и до вас како водител и до телевизија 24, затоа што секој пат ја имаме вашата поддршка од аспект на пренос на информации. Знаете да бидете критични со прашањата, како што бевте и сега, но информациите стигат до граѓаните и сметам дека последните години, по моето доаѓање во Центарот за управување со кризи, свесноста за пожарите, за шумските пожари на едно многу високо ниво, бидејќи генерално ние ништо не криеме. Знаете дека сите пожари секојдневно ги објавуваме и ги ажурираме, дури самите испраќаме видеа, фотографии од пожарите, бидејќи мојата цел како раководител на главниот штаб е граѓаните што поблиску да се соочат, макар и на нивниот мобилен телефон или преку телевизорот, со ужасите на пожарите и штетата која што тие предизвикот и опасноста некој да загине, да биде изгорен во тие пожари, и сметам дека на тој начин ќе бидат и повнимателни, но и помотивирани да пријавуваат. Така, благодарам уште еднаш. Благодарам.